Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студио, а во продолжение ќе разговараме за вирусни инфекции кај дечињата, а одговорите на нашите прашања ќе ни ги даде примариус доктор Марина Гацова, педијатар на детското оделение при клиничката болница овде во Штип. Докторке, добро ни дојдовте во утринската програма Рано наутро. Добро утро ви посакувам на вас и на сите гледачи кои денеска не следат на оваа програма. Така ви благодарам многу. Еве да започнеме. Зимскиот период секогаш не асоцира на настинки на грип, но сега и овој период кога имаме промени во време, рана пролет, доаѓа до вирусни инфекции кај дечињата. Зошто е тоа така? Па секоја година и оваа година исто имаме сезонски грип кој ни се појавува во овие месеци од годината, некаде крајот на јануар, февруар и почетокот на март. Секако дека временските услови, промената на температурата, влажноста, сето тоа допринесува во овој период да се појавуваат вакви вирусни инфекции кои повеќе се појачуваат и зголемуваат откако дечињата веќе ќе тргнат на училиште после зимскиот распад. Така. Еве, кои се другите причинители за настанувањето на вирусните инфекции? Во овој период од годината си имаме секако повеќе видови на вируси кои се јавуваат и заради кои дечињата се јавуваат на нашето оделение, а исто и во амбулантите кај матичните доктори. Најчесто во овој период од годината се вирусот на грипот или инфлуенцата. Имаме веќе официјални податоци од страницата на Министерството и Епидемиолошкиот завод на Република Македонија дека на нашата територија се со случајни примероци веќе изолирани тип А, тип Б, понекогаш кај некои пациенти во многу мал процент има и птичи грип изолирано, свински грип и така натаму. Значи сето тоа се вируси кои во овој период од годината се активираат, а начинот на живеењето, начинот на однесувањето, сето допринесува тоа да тие се шират и се зголемува на бројот на заболените од грип, односно заболени дечиња кои се посебно погодени од оваквата инфекција. Така, еве, каква е клиничката слика на овие инфекции, односно постои ли разлика помеѓу настинката и грипот, односно како да препознаеме дека се работи само за обична настинка, кои се симптомите? Во овој период од годината се јавуваат не само вируси кои предизвикуваат грип, туку исто така се јавуваат и обични настинки кои треба да се разликуваат од грипот. Настинката е состојба кај дечињата кога доаѓа до појава на затното носе, на течење на бистр секрет од носот, зарипнатост, подкашлување, меѓутоа општата состојба на детето не е значително променета. Јадењето си оди нормално, како што и секој ден си јаде детенцето, значи апетитот не е намален, детето не е малаксано, игра исто се однесува на ист начин, тоа е сосема весело. Значи тоа се едни благи симптоми кои најчесто поминуваат за неколку денови и кои доколку не бидат искомплицирани заради паѓањето на отпорноста на организмот на детето, не бидат искомплицирани со некоја бактериска инфекција или накнадна инфекција со некој од други вируси, поминуваат лесно и едноставно. Меѓутоа, за разлика од нив, вирусот на грипот предизвикува посериозни пореметување на општата состојба кај дечињата и уште од почетокот компликации може да се дојде. И уште од почетокот тука доаѓа до покачена температура која некогаш може да биде екстремно висока, некогаш и до 40-41 кој страшно ги вознемирува родителите и најчесто е тоа причината заради која се јавуваат во амбулантите кај матичниот лекар. Еве, извинете што ве прекинав, што треба да направат родителите освен или тоа што ќе посетат педијатар или матичен лекар, им се препишува одредена терапија на дечињата, но еве што друго се треба да знаат родителите кога дечињата им се во ваква состојба? Прво и основно треба да се знае дека секогаш кога детенцето е болно, кога има покачена температура, најпрвен треба да се даде сирупче парацетамол, ние тоа го препишуваме секако. Бидејќи родителите често си доаѓаат кај матичните доктори, си ја знаат дозата, од прилика колкава би била, да не се дава многу мала доза, бидејќи тогаш нема никаков ефект, тоа најчесто ни се случува, или пак ако не се знае, тогаш контактот со матичниот лекар е многу важен да се правилно дозира. Во текот на првите 24 сата, доколку не е значително пореметена општата состојба на детето,
не е изгубен апетитот, детето не е поспано, не е малаксано, не е дехидрирано, има сосема нормално однесување, во тој случај нема потреба ни да се јават во амбулантата кај матичен лекар. Меѓутоа, ако состојбата се влошува, детето престанува да јаде, одбива да јаде, значи станува малаксано, поспано, висока температура, веднаш треба да се јави кај матичниот лекар и во тој случај понатаму чекорите ги презема секако лекарот. Така, но еве, што мислите за тоа што многу од родителите знаат да посегнат по лекување на дечињата со земање лекови на своја рака пред да посетат матичен лекар? Кој е вашиот совет за овие родители кои што еве прво посегнуваат по лекови на кои што мислат дека ќе им помогнат на нивните деца? Тоа е еден сериозен проблем со кој ние секојдневно се сретнуваме во нашето работење. Веднаш по првиот сат од почнувањето на покачена температура, некогаш и до 38, која ние ја сметаме сосема безазлена и некогаш и потребна за да се изгради една отпорност на организмот кон одредена вироза, родителот веднаш, мајките најчесто, веднаш посегнуваат под сирупче кое претходно им било дадено од матичниот лекар, истото тоа си отидат или го земат или веќе го имаат претходно земено дома, го раствараат и дури се случува прво сирупчето антибиотик да го дадат, а после тоа парацетамолот. Значи, она симптоматска терапија која ние секогаш ја препорачуваме како прва линија за за интервенција кај едно детенце. А може ли тоа да се наштити така на доколку еве го прават тоа родителите, како што кажавте, прво посегнуваат по антибиотикот, потоа по парацетамолот. Како може да негативно да влијае тоа на децата? Тука имаме еден многу сериозен проблем кој го нарекуваме појава на резистентност кон одреден лек. Регионално испитување се прави кон резистентноста на лековите и се покажува дека после одреден временски период на употребата на тој антибиотик се јавува резистентност на микроорганизмите кон него, што значи тие веќе не се осетливи така како што биле на почетокот и со несоодветната и секојдневна примена во моментот кога ќе треба да му се помогне на детето, тој лек нема веќе ни да му делува. Зошто? Бидејќи сето она која го носи во себе и која се активира при паѓањето на отпорноста на организмот на детенцето, ако постојано се дава сируп палмацин, алмоксицилин, цефалексин или не знам кој тоа се најчесто употребуваните сирупи во домашни услови, во тој случај може многу често да се јави таква една резистентност, односно намалување на осетливоста на тие микроорганизми према сирупчето и тогаш кога ќе има потреба навистина да се користи, тогаш веќе нема да делува. Заради тоа ние велиме рационална употреба на антибиотици. Значи секогаш таму каде што треба и толку колку што треба, а се има случувано едно сирупче се потроши за 4 до 5 дена, па се земе ново сирупче, од истото тоа може би треба нешто да се замени. Значи лекувањето во домашни услови подолго, во повеќе време, значи ние педиатрите навистина не го оправдуваме. Така, еве, што мислите пак за народната медицина? Еве ќе наведам еден пример, доколку еве некоја дете има настинка или затнатност, повеќе нашите баби ни прават домашни инхалации. Колку го тоа оправдувате ви? Дали е правилно? Вака, инхалациите и пиењето на чаеви ние не го забрануваме, напротив, и ние го препорачуваме и на детско оделение верувате дека или не, кај нас се троши многу чај. Значи, пиењето на течности во форма на чаеви приготвени свежи, домашни, ние секогаш го препорачуваме. Меѓутоа знаеме на кое детенце, како и кој чај да го препорачаме. Например, ќе спомнаме еден доставен пример сега што се случува. Заради овие вирози, еве како мене, зарипнат глас имаат повеќето од децата, ларингити добиваат или затната носе, кивање. Голем дел од мајките ни кажат дека дома направиле инхалација со камилица. Тоа во нашите предели овде е сосема позната инхалација од старо време и ние ја препорачуваме. Меѓутоа, доколку детето има направено ларингит заради или течење на носе или солзење на очињата заради сега настануваат овие поленски веќе алергии заради поленот. Во тој случај самата инхалација со камилица навистина ќе му наштети на детето многу повеќе отколку што ќе имаме ефект од незе. Заради тоа и инхалирањето секако е една од домашните терапии кои ние го препорачуваме, меѓутоа со што да биде инхалирањето
во консултација со лекарот секако. Така, јас овде ќе напоменам дека доколку нашите гледачи кои што сега моментално не гледаат, доколку имаат некое прашање до вас, дека вие слободно ќе им одговорите, па слободно можете да се јавите на нашиот телефон, добро познат 032 399 388. Ние овде ќе продолжиме со разговорот, па еве доколку некој се јави во меѓувреме, ќе одговориме на нивното прашање. Така, еве, она што е познато дека најчесто вирусните инфекции помеѓу дечињата се во градинките и во училиштата. Што се треба да се направи за да вирусот не се пренесе од дете на дете? Уште на почетокот на разговоров јас кажав дека по прекинувањето на зимскиот распуст и завршувањето на сите тие празници во јануар месец што ги имавме, значи бројот на децата кои се јавуваат со инфекции во амбулантите, исто и кај нас на оделението, значително е зголемен, а тоа доаѓа точно од тоа што веќе децата почнуваат да живеат групен живот, значи живеат заедно, а заради условите на и вработувањето на мајките, нема кој да ги чува дома и едноставно децата се носат во градинки и болни со сирупчињата врака. Еве, дали е подобро, например, детенцето да остане дома, да речеме 5 дена, отколку да ја посетува градинката, со тоа нели може да се влоши неговата здравствена состојба и да пренесе на другите. Да, секако тоа сакав и да го напомнам, дека едно дете кое веќе е заболено, доколку дојде во средина со здрави дечиња, а условите зимно време знаеме какви се затворени прозорци, заради проветрувањето е значително помало отколку во пролетните и летните денови и заради сето тоа останува воздухот застоен, вирусите во воздухот, тоа е капнична инфекција, значи останува во просторијата ако е подолго време затворена. Пренесувањето многу едноставно, многу лесно и од детето кое е заболено, кое кива и кашла во една затворена просторија, многу лесно и едноставно може да заболат голем број на дечиња уште во истиот ден кога тоа престојува во градинката и исто и во училиштето. Значи, превенцијата за да не дојде до проширување на инфекцијата, поголем број на дечиња секако е дека да останат дома сите оние дечиња кои се заболени. Реално тоа е многу тешко изводливо, ние сосема знаеме, јасно ние сето тоа дека условите тоа не ни го дозволуваат. Стилот на живење. Стилот на живење, начинот на живење, секако е променет. Меѓутоа апелираме секогаш, барем колку е возможно, што почесто да се променува воздухот во просториите, значи да се проветруваат, да се проветруваат и размената на воздухот ги разредува вирозите и секако дека тоа барем во еден мал дел ќе допринесе многу за да не дојде до брзо ширење на инфекцијата и од друга страна употребата на приборите, играчките, нели, со кои што се играат децата во градинките. Дечињата знаат од на иста чашкичка да се напијат и едното и другото, шишенцето едно го држи. Така, точно така. Шишенцето во уста на едното па на другото. Со секоја чест на вработените таму тие секако внимаваат, меѓутоа сепак тоа се деца и тоа е една игра која се случува и не може да се тоа искорени целосно. А еве малку да поразговараме за вакцините против грип. Какво е нивното значење? Вакцините против грип имаат огромно значење за намалување на бројот на инфицираните луѓе, нели, во една средина, доколку се спроведува правилно и така како што е потребно. Во нашата земја започнуваат вакцинациите уште во касната есен, некаде октомври-ноември, пред започнувањето на сезоната на грипот и најчесто се вакцинираат возрастните и заболени луѓе. Ние апелираме и децата да се вакцинираат, особено оние дечиња кои што имаат некакви заболувања и слаб имунитет и каде што појавата на грипот би дошло до несакани последици или до многу сериозно заболување и сериозно загрозување на здравјето и на животот на тие деца. Секако дека вакцинирањето е многу важно, меѓутоа за жал во детската популација се спроведува многу ретко, да. Се немаме традиција ние за доброволно вакцинирање на децата во периодот од касна есен кога започнува пред да започне сезоната на грипот. Така, еве според вас зошто е тоа така? Зошто еве родителите не се сите сме сведоци за ова антивакцинална кампања која се води во последните неколку години.
социјалните мрежи зборуваат насекаде против вакцинирањето, кое ние педиатрите со многу големи маки се обидуваме да разубедуваме, да го кажеме спротивното, да разубедуваме родителите дека тоа не е така, дека она што го имаме добиено во последните години треба да го сочуваме, значи тоа е една вакцинираност, имунизација на децата некаде над 95%. Тоа е еден прекрасен процент. Така, еве накратко, ако може, и за овие поливалентните вакцини, 5 валентни и 6 валентни. Така. Еве, кое е нивното влијание, односно? За поздравување воведувањето на 5-валентните и 6-валентните вакцини во нашата земја, бидејќи се избегнува она сепак инвазивна метода, нели, боцкање на децата по неколку пати во првите 6 до 7 месеци после раѓањето. Само што се роди детето, веднаш му се става во родилиштето, уште првите неколку часа после раѓањето, хепатитис Б вакцината. Значи вакцината против хепатит Б. Значи, од тој момент па натаму, некаде до третата доза, до 6-тиот или до 7-тиот месец од животот, децата примаа па огромен број на вакцини. Во текот на еден месец се случуваше да бидат вакцинирани 3 до 4 пати. Секако тоа е инвазивно, нели, тоа е тешко за децата, исто така и за родителите, кои нормално во денот на вакцинирањето се пореметува општата состојба на децата. Секако тоа е една вонредна ситуација во целото семејство. Воведувањето на ваквите 5-валентни и 6-валентни вакцини, односно 6-валентни, е огромна придобивка, бидејќи со едно боцкање, со една инвазивен дел врз детенцето, нели, се постигнува многу. Се избегнуваат сите останати 5 боцкања и тоа е така добро распоредено, така да е минимизирано бројот на боцкањето кај децата во првите месеци. Така, еве, убаво ни објаснивте околу вакцините, но јас овде велам да се навратиме повторно на вирусните инфекции. Ротавирусот, кој што најчесто е застапен кај новороденчињата и на дечињата до, мислам, 5 годишна возраст, така? Еве, каков е овој вирус? Ротавирусните инфекции се исто вирусни инфекции кои се појавуваат во зимскиот период, кога е поладно. И пред 10 години, да ви кажам наискрено, ние немавме многу ротавирусни инфекции и тогаш беше многу типично летниот период на оделението беа застапени проливите, а зимскиот период обично се јавува респираторните инфекции, односно пнеумониите и бронхитите. Меѓутоа, во последните години сето тоа е многу променето. Појава на ротавирусни инфекции, како цревни инфекции кои ни се појавуваат во зимските месеци, многу често го имаме и овој период го имаме, изолирана е ротавирусна инфекција. Тоа се инфекции кои се јавуваат и како симптом на респираторни, меѓутоа помалку, најчесто како цревни инфекции, пропратени со повраќање во првиот ден после инфекцијата и појава на проливи кои продолжуваат 7 до 10 дена после појавата на инфекцијата. Во првите 2 до 3 дена тоа се тешки инфекции на проливи кои можат да дојдат до длабока дехидрираност на детето, тешка дехидрираност која ги доведува до детското оделение каде има потреба од инфузиони терапии. Значи, тоа се инфекции кои не се за занемарување и кои доведуваат до многу тешка клиничка слика доколку навреме не се преземат соодветни мерки и кои сериозно може да го загрозат за здравјето на детето па и животот на детенцето. А еве колку време е потребно за да се излечи овој ротавирус? Па како што ви кажав, како и сите вирусни инфекции, најчесто траат некаде недела дена, 7 до 10 дена ги имаат симптомите, меѓутоа најсериозни симптоми имаат првите 3 до 4 дена кај децата, доколку не се преземи соодветни мерки, рехидрирање, значи поење со течности, исхрана соодветна, диетален режим на исхрана, така како што ја препорачуваме ние, во тој случај може сериозно да биде загрозено здравјето на детенцето. И такви инфекции имавме во овој период од годината. Так. Еве малку да поразговараме и за бебињата, односно слабокрвноста кај бебињата, кои што немаат нели доволно железо, а знаеме дека е потребно бебињата да имаат повеќе железо дури од возрастните, така? Па еве малку да ги советуваме мајките кои што имаат бебиња што да прават доколку нивното дете е слабокрвно. Да, вака сега кога зборуваме за бебињата, најчесто околу третиот месец од животот кај бебињата се јавува еден лесен пат на хемоглобинот во крвта, значи мала слабокрвност која ние ја нарекуваме физиолошка.
Сето тоа е поврзано со еден друг начин на објаснување во смисол на живот на еритроцитите и така, во тоа нема да навлегуваме во овој момент. Значи, сето она кое се јавува околу третиот месец од животот се рачуна до одредени граници секако, се рачуна физиолошка анемија и тоа не бара лекување. Меѓутоа, во сите оние случаи кога се јавува испод третиот месец, таа анемија, значи слабокрвност, таа си се лекува, си се следи кај матичните доктори, некои од нив дури и кај нас на одолението, особено деца кои биле болни во првите 7 до 10 дена после раѓањето, деца кои се недоносени, кај тие почесто се јавува, дури некогаш кај нив имаме потреба и од трансфузија на крв, уште во првите месеци после породувањето. Меѓутоа, за таа физиолошка анемија многу често постои голема паника кај родителите, бидејќи се работи за доенче кој е старо 3 до 4 месеци. Во тој случај е потребно само да се следи кај матичниот доктор и секако педијатрот знае на кој начин сето тоа да го реши. Кај поголемите деца веќе анемиите кога се јавуваат, некаде од 9 до 12 месец од првата година, па и понатамо, кои презистираат до третата година, кога детето веќе има нормален режим на исхрана и кога прима храна која е богата со железо. Таквите анемии, ако презистираат подолго време и покрај примената на препарати со железо, кои ние ги даваме во форма на сирупчиња кај децата, тие деца бараат дополнителни исследувања и ние таквите деца си ги испитуваме на нашето оделение, бидејќи не се зима само крвна слика, него се зимаат и некои други биохемиски анализи кои ќе ни покажат во кој правец треба да одиме, дали таа анемија е настаната како резултат на недостаток на железо или е како резултат на некое друго пореметување во организмот или е пак наследна, кој во овие наши краишта Радовишкиот, Штипскиот ние ги имаме и сето тоа понатаму го испитуваме и делуваме, лекуваме според причинителот за таквата анемија. Така, еве, која храна највеќе ја вие препорачувате за слабокрвност? Па, секако храната која препорачуваме зависи од возраста на детето. Во зависност од возраста на детето, ние секако дека она кое го пренесуваме за него го адаптираме на соодветен начин. Ние имаме изобилство на зеленчук и на храна која изобилува со железо и доволно е само да биде балансирана исхраната во нашиот дел. Значи, сето она кое ние го знаеме, леќа, граф, спанаќ, цвекло, зелен кромит, прас, сето тоа содржи доволно железо и доколку храната е добро избалансирана, не треба дополнително ништо посебно да се внесува или да се преферира некоја храна со цел да не дојде до ослабнување, како што велиме ние, на крвта на детенцето. Така, еве имам едно прашање кое што еве и мене лично ме интересира, е за новороденчињата до првиот месец. Зошто плачат бебињата? Пореметувањето на благосостојбата на едно новороденче секако се манифестира со плач кај новороденчето. Ниедно новороденче не плачи без некаква си причина. Така. Бидејќи секогаш во таа возраст, нели, новороденче е родено од 0, од првиот ден до 28-миот ден од животот. Значи, тој период од животот го нарекуваме период на новороденче. Во тој период новороденчињата преминуваат во една средина, од една идеална средина внатрешна, од мајката, се породуваат и во една сурова надворешна средина која е поврзана со многу трауми за детето. Во смисол адаптирање на температурните разлики, адаптирање на дишењето, на системот за дишење, адаптирање на кардиоваскуларниот систем и сето тоа е поврзано со неудобности за детето кои се манифестираат на друг начин и не може, освен со плач. Плачењето на бебето покажува дека треба да му се приближиме, дека треба нешто да направиме околу него и едноставно за да дојде до смирување или е гладно, или е мокро, или му недостатува она емотивна врска. Детето 9 месеци ослушало работата на срцето на мајката. Значи, мајките треба да останат смирени доколку еве почесто нивното дете плаче, дека не мора да значи дека никаква компликација со неговото здравје. Да, плачот на новороденчето не значи болест.
Така. Плачот на новороденчето значи само, кажувам секогаш, зборувам за здраво новородено сега, нели? Во домашни услови не значи болест, него значи нелагодност. Нешто на детето му треба. Можеби се му е во ред, можеби и добро е нахрането, и добро облечено, и суво, и не е топло во просторијата, можеби му недостасува емотивна рамнотежа, стабилност, емотивна врска со мајката. Во тој момент е доволно мајката само да си го гушне, нели, да си го доближи до себе, и во тој случај сето тоа ќе се смири. Едно кое е најважно, она нервоза, она несигурност на мајката околу негувањето на бебето, верували или не, бебето ја чувствува. Заради тоа јас секогаш препорачувам мајката да е опуштена, да е смирена, да е задоволна и ништо друго не ја останува освен да си го сака своето бебенце и тогаш се ќе биде во ред. Така, Ева, што е со доењето? Кој е зошто треба мајките почесто да ги дојат нивните деца, бидејќи има некои мајки кои што одбиваат? Во последните Колку е години важно за мајчиното среќа, млеко? да, за среќа во последниве години во мојата пракса се помалку сретнувам мајки кои, зборувам во првите денови после породувањето, кои одбиваат да го дојат своето дете. Сите имаат желба да го дојат детето. Ретко која од мајките само што се породи не сака, каже дека првото не го доела, па и второто нема да има ефект ако се потруди да го дои. Значи тоа е многу ретко, исклучително ретко. Со наше инсистирање дека мајчиното млеко не е само храна, тоа е и лек, тоа е и емотивна врска е, дека е многу битно за детенцето воопшто, за целиот негов развој, не само физички, не да порасне на килажа и да додаде во грамажа, него многу е битно и за психичкиот развој на детенцето, онаа негова психичка стабилност кога ќе се развива како личност, не само како новородено и како дојенче, него и понатаму во текот на животот. Тоа е од огромно значење да ги натераме мајките да се приврзат и да бидат мотивирани за да ги дојат своите бебиња и ги дојат. Навистина сме задоволни со бројот на мајките кои ги дојат своите бебиња и да ви кажам наискрено, таа бројка, ако е 92 до 3% на излегувањето од родилиштето, бидејќи секако имаме и оправдани причини заради кои не треба да се дои бебето, било од страна на мајката, било од страна на бебето, во првите 3 месеца 60% од тие мајки веќе дојат. Продолжиле да дојат, а натаму веќе во наредните 6 месеца се намалува бројот уште на 1/3, а тие кои остануваат 30 до 40%, оние кои го воспоставиле доењето во родилиштето, остануваат да дојат повеќе од година, година и пол, некои дури и 2 години. Така да доењето е навистина од огромно значење, како што реков, не само како храна само, него и како лек, и како врска со мајката и така. Можеме ние да зборуваме уште многу, но еве, толку ни дозволува и времето. Се надевам дека во наредна прилика ќе разработиме повеќе оваа тема околу новороденчињата, па еве за крај еден напел. Зборувавме за повеќе теми и навистина во овој момент можам да кажам само некој апел во врска со сите овие теми. Инсистирам, апелирам до мајките, до сите оние во семејството кои ги чуваат дечињата, да ги чуваат од вирусните инфекции со тоа што ќе избегнуваат групни настани, бидејќи веќе чекањето на родендени, по игрални и така натаму многу често доведува до појава на пренесување на тие инфекции од едно на друго детенце, барем во овој период од годината колку е тоа возможно, колку е возможно дечињата да се задржуваат дома, оние што се болни, а ако и тоа не е возможно, тогаш проветрување на просториите во кои престојуваат децата, што почесто изнегувањето на воздух надвор во текот на пладневните часови, кога навистина температурите тоа го дозволуваат во денешно време. Од друга страна, во однос на ротавирусните инфекции, одржување на хигиена на приборот за исхрана кај дечињата, да не се менува од едното на другото детенце, внимавање на храната која се сервира, таа да е секогаш свежо приготвена, да не се сомнителна храна, да не се консумира, да не им се пренесува на дечињата и на крајот во однос на доењето и на новороденчињата, апел до сите мајки да се смирени, да се опуштени, да си ги сакаат своите дечиња, да не паничат, тоа е нешто основно кое треба да биде, затоа што мајчинскиот инстинкт е во самата мајка. Така. Убаво кажано, јас многу ви благодарам уште една што одвоивте време да бидете наш гостин. Ќе се видиме во наредна прилика. Ви благодарам и на вас. Така, почитувани гледачи, овде и го завршуваме разговорот, одиме со една кратка пауза, повторно ќе се вратиме во студиото и ќе продолжиме со содржините си до 10 часот.